Значи, како што кажав, денеска продолжуваме од Евангелието според Јован, во 19 глава сме и минатиот пат започнавме со пророштвата кои се исполнети овдека, кои Исус ги исполни на патот до крстот, на крстот и под крстот. И денеска ќе продолжиме со тоа, но почитувајќи го Евангелието според Јован, ние полека стигнавме до средиштето на Евангелието. Са некој ќе рече, па не е ова на средина, ова е веќе на самиот крај, но точно ова е средиштето, средиштето на Евангелието, средиштето на овиот завет, средиштето на Стариот завет, до средиштето на целото Свето писмо стигнавме. Стигнавме до крстот. И тука застанавме. Каде застанавме? Каде го распнавели? И со него други двајца од едната и од другата страна, а Исус во средина. Исус во средина. Тоа е средиштето. Минатиот пат зборувавме, како што кажав, за неколку исполнети пророштва во 19 глава, тоест на патот до крстот, под крстот и на крстот. А денес ќе го прошириме ова малку и ќе видиме и други пророштва што беа исполнети. Најпрво да го прочитаме нашиот текст, за да имаме контекст, почнуваме од 16 стих па до крајот на главата, до 42 стих, малку подолг текст, но ајде да го прочитаме. Тогаш им го предаде за да биде распнат, тогаш го зедоа Исуса. А тој, носејќи го својот крст, излезе на местото наречено Лобно, а на еврејски Голгота, каде го распна. И со него други двајца од едната и од другата страна, а Исус во средина. А Пилат напише и надпис и го стави на крстот, а беше напишано Исус Назареец, јудејски цар. Надписот го прочитаа мнозина јудејци, зашто местото каде беше распнат Исус беше близу до градот, а беше напишано на еврејски, латински и грчки. Тогаш јудејските главни свештеници му рекоа на Пилата: не пишувај јудејски цар, туку дека тој рекол јудејски цар сум. Пилат одговори: што напишав, напишав. А војниците, откако го распна Исуса, ги зедоа неговите облеки и ги разделија на 4 дела. По еден дел на секој војник и долната облека. А долната облека не беше шиена, туку целата искаена од озгора додолу. Си рекоа меѓу себе, да не ја кинеме, туку да фрлиме жребка за неја, кому ќе му падне, за да се исполни писмото. Ги разделија меѓу себе моите облеки и фрлија жребка за мојата облека. Така постапија војниците. При Исусовиот крст стоја мајка му и сестра му на неговата мајка, Марија Клопина и Марија Магдалена. А Исус штом ја виде мајка си и покрај неја ученикот кој го љубеше и рече на мајка си: жено, ете ти син. Потоа му рече на ученикот: ете ти мајка. И од тој час ученикот ја зеде при себе. По ова Исус, знаејќи дека е свршено се, за да се исполни писмото, рече: жеден сум. Таму имаше сад полн со оцет, тогаш закачија на трската сунгер, наквасен со оцет, во оцетот и му поднесоа до неговата уста. Штом Исус го прими оцетот, рече: се сврши, па ја наведна главата и го предаде духот. Бидејќи беше ден на подготовка јудејците за да не останат телата на крстот во сабота, зашто таа сабота беше голем ден, го замолија Пилата да им ги скрши колената и да ги симнат. Затоа војниците дојдоа и им ги скршија нозете на првиот и на вториот кои беа распнати со него. И кога дојдоа до Исуса и видоа дека е веќе умрен, не му ги скршија нозете. Туку еден од војниците го прободе со копје меѓу ребрата и веднаш потече крв и вода. И очевидецот посведочи и неговото сведоштво е веродостојно. И тој знае дека зборува вистина, за да верувате и вие. Имено се ова се случи за да се исполни писмото. Неговата коска нема да се скрши. А на друго место писмото вели: ќе гледаат на оној кој го прободеа. Потоа Јосиф од Ариматеја, кој беше Исусов ученик, но таен заради стравот од јудејците, го замоли Пилата да го земе Исусовото тело и Пилат му дозволи. Така дојде и го зеде неговото тело. А дојде и Никодим, кој за прв пат му дојде ноќе и донесе околу 100 литри смеса од смирна јалој. Го зедоа Исусовото тело и го завиткаа според јудејскиот погребен обичај, во ленено платно со мириси. А на местото каде беше распнат имаше градина и во градината нов гроб, во кој уште никој не беше положен.
таму го положија Исуса поради јудејското подготвување, зашто гробот беше близу. Ова е нашиот текст и одовде ќе видиме многу пророштва. И сега пророштвата и днината од секогаш биле интересни за човекот, една интересна тема за разговор. Посебно и днината. Секој човек би сакал да знае што би било во иднина. Но ниеден народ, како народ, не се занимавал повеќе со тоа од израелците. Бидејќи сите пророци од Стариот Завет, покрај што го објавувале Божиот збор, тие со тоа ги пророкувале и објавувале и идните случувања. И тоа е специфично за израелците, за израелскиот народ. Израел е народ што постојано гледа напред и постојано живее за иднината. И за жал уште и постојано го чека својот цар, чека Месијата. Значи предвидени и исполнети пророштва. Тоа го видовме и минатиот пат. Тоа е она што Бог го рекол пред 100, 200, 500, 700, 1000 години и тоа се исполнило. Но има и човекови пророштва, човечки пророштва, но тие за жал не се исполнуваат за разлика од Божиите, кои се исполнуваат. А причината е тоа што Бог е вечен и суверен. И се што прави, прави по своја волја. И неговиот план секогаш оди понатаму. Не може никој да застане на патот на тој план. Тој план секогаш оди понатаму. И тоа е негова приказна, негова историја, негов план. И тука кој е најбитен? Бог е најбитен во тој план. И секогаш планот оди онака како што е запишано во Светото Писмо. Ама баш секогаш. Преку пророкот Исаија Бог објавува зошто на Израел, а и нас не ги дал пророштвата. Пророкувани и исполнети. Зошто ги наоѓаме во Светото Писмо, тие пророштва? Значи, гледаме, сите прашања што ги имаме, ги наоѓаме баш тука во Светото Писмо. Еве што вели Исаија 48 глава, 3 до 5 стих. Минатите настани ги навестив одамна. Излегој од мојата уста и јас ги објавив. Направив брзо и се збидна. Зашто знаев дека ти си корав, дека вратот ти е железна жила и дека челото ти е бакарно. Затоа веќе тогаш ти навестив. Ти јавив пред да се збидне, за да не речеш мојот кип го направи тоа. Мојот делкан лик и од леаниот идол заповедаа така. Значи Бог знае дека човечкото срце, дека човекот е подложен на создавање на своји идоли, подложен на идолопоклонство, подложен да ги прославува тие идоли. И за да се избегне тоа, и за да се даде цела слава на Бога, тој им докажува дека е вечен и им се објавува. И им објавува што ќе се случи. Значи, пророштва кои се исполнети. И дури и кога тоа ќе се случи. Тоа е она што минатиот пат го реков. Значи, гледаме дека 2 и 2 се 4. Не може никако поинаку. Не може да е поинаку. Не може она како што јас се чувствувам или јас си мислам. И тоа е таа вистина. Рековме дека во Стариот Завет има 330 пророштва исполнети од Исус. Само да напомнам, во Куранот нема ниту едно. И тоа докажува дека Писмото е Божји збор и е достојно за наша доверба и наша вера во него. Минатиот пат видовме неколку пророштва, го видовме камшикувањето, изгледот на Исус беше обезличен, крвав, потоа немаше отпор, носејќи го својот крст. Излезе, не се спротивставуваше, беше смирен и спремен, оди како јагне на колење. Видовме и за местото на распнување, и тоа е исто така исполнето пророштво, бидејќи жртвата
се погубувала надвор од шаторот, од логорот, надвор од храмот, надвор од градот. А Голгота беше точно надвор од зидините на Ерусалим. Потоа времето што е исполнето пророштво. Во изден и гавата, кога го судеа Исус, и Голгота. Значи им се брзаше, иако требаше да има 2 дена растојание. Зошто? Бидејќи Исус мораше да умри во петок, Исус мораше да умри во тој час. Значи ништо не е случајно. Ако претходно велеше уште часот не дошол, во 17 глава видовме дека рече дојде часот. Значи ништо не е случајно, тоа е средиште на се. Најважен момент во историјата на човештвото. Часот дојде. Значи Исус умре кога дојде тој час, точно на време. Го видовме како пророштво и начинот на екзекуцијата. И тоа пророштво се исполни со распнување, а не како што тоа го правеа евреите со каменување долу на земја, него требаше да биде издигнат, а тоа го правеа римјаните. Значи Исус мораше да биде издигнат. Кога ќе го издигнете човечкиот син, тогаш ќе сознаете дека тоа сум јас, 28 Јован. Значи јас сум. Како Мојсей што ја издигна змијата во пустината. Значи сето тоа се исполнети пророштва. И сето тоа покажува за вистинитоста на Божиото Слово. Дека е Божи збор, вдахновен во овие писатели кои го пишувале Светото писмо. И денес одиме понатаму и ќе почнеме со надписот. Значи надписот кој Пилат го напише е исполнување на пророштво. А Пилат напиша и надпис и го стави на крстот. А беше напишано: Исус Назареец, јудејски цар. Надписот го прочитаа мнозина јудејци, зашто местото каде беше распнат Исус беше близу до градот, а беше напишано на еврејски, латински и грчки. Тогаш јудејските главни свештеници му рекоа на Пилата: не пишува јудејски цар, туку дека тој рекол јудејски цар сум. Пилат одговори: што напишав, напишав. Значи, после оние безуспешни обиди кои ги гледавме претходно на Пилат за да го ослободи Исус, тој сака да ја префрли вината на еврејските водачи. И тоа го прави на еден саркастичен начин, едноставно му се смеи во лице. Тој постојано им вели дека Исус е нивни цар, еврејски цар, па зар да го распнам вашиот цар, еве го вашиот цар, јудејскиот цар. И истото тоа го пишува и на надписот. Исус Назареец, јудејски цар. И тоа на 3 јазици. На еврејскиот јазик, тој е религиозен јазик, на грчкиот јазик, јазик кој бил јазик на филозофијата и културата, и на латински јазик, што бил јазик на правото и на силата во тоа време. Значи, гледате, се е опфатено. Сарказмот и смејувањето е очигледно. Но постои причина зошто Пилат напишал Исус Назареец. Значи, ако добро читаме, ќе видиме дека Назарет бил едно небитно место. И дури во самото Евангелие од Јован, во првата глава, во 40 стих, кога Филип ги повикува другите ученици, го најдовме Месијата, вели, и гледајте што му вели Натанел. Може ли нешто добро да излезе од Назарет? Дали може нешто од тоа небитно место да излезе? Овој му пишува Пилат Исус Назараец. Значи, гледате колку ги сме во нешто лошо, не можеш ништо да види, многу небитно место е тоа. Оттаму е вели вашиот цар, од Назарет. Значи, така Пилат ги смева. Постои причина и зошто инсистирал Пилат, што напишав, напишав. А дали знаете која е таа причина? Тоа е вистина. Дека Исус е јудејски цар. Значи, Пилат, преку тој сарказам, ја пишува вистината. Значи, Бог е неверојатен. А вистината е дека Исус бил, е и ќе биде цар на евреите, на израелците. Ерусалим е град на големиот цар. И тоа е вистина. Исус е нивни цар. Ама тие него
препознаа, го отфрлија. Верували или не, вистината е вистина. Таа е неуништива и таа е Божја. Јаве што ни пишува пророкот Захарија, 9 глава, 9 стих. Ликувај од радост Сионска керко, воскликнува Ерусалимска керко. Еве го твојот цар иде при тебе. Справедлив е и спасува. Кроток и седнал на осле, на ослица, младенче на ослицата. Значи овде е касовак, е кажува вистината. Исус е цар. И со што влегува? Со осле, на магаре. Значи така Исус влезе во Ерусалим. На магаре влезе. И ова беше она што нив ги збуни. Бидејќи генералите, царевите, обично, тогаш влегувале на којни, не јавале магарина. И тука тие не го препознаа. Кога вика Осана, Осана, тој јаваше магаре, беше понизен, ама тие не разбра. Примерот со Кајафа, кога рекол, добро е да умре еден човек наместо народот. И примерот со Пилат, што напишав, тоа се примери што охрабруваат. Дека Бог е суверен и покрај се. Дека и покрај овие кои се негови непријатели и преку нив се исполнуваат пророштвата кои се предвидени. Кои биле пророкувани од пророците во Стариот Завет. И покрај сето тоа, сепак планот оди понатаму. Соломон го разбрал тоа. Кој бил еден голем цар, најмудар цар, дипломат голем. И видите што вели Соломон. Има многу замисли во човековото срце, но што ќе науми Господ, тоа ќе биде. Изреки 19:21. Значи, што ќе науми Господ, тоа ќе биде. И се она што е напишано од Бога, и тоа ќе се случи. Ние можеме да планираме со молив, да напишеме, ама Бог ќе има големата гума и зар не е така? Во нашиот живот, секогаш е така. Бог ќе има гумата. Августин вака го коментира Пилатовиот надпис. Не искажива сила на Божиото делување во срцето на еден незнаик. Значи, ова не го разбираат еврејските водачи, ниту еврејскиот народ, никој. Но еден човек ова го разбра. Еден човек ова го разбра. А тоа беше разбойникот кој беше распнат до Исус. И од тоа учиме дека од луѓето никогаш, ама баш никогаш не треба да се откажеме. Додека диши човек, има надеж. Додека диши. Тој пример ни докажува дека е можно и во агонијата на смртна постела, на умирање, да се свати крстот, Евангелието и да се биде спасен. Но да не се лажеме, ова е само една мала можност. Многу е подобро да се прифати Исус додека сме живи, додека уште можеме и така да го прославуваме и да работиме за Него, да работиме за Божиото царство. Разбойникот го разбра крстот, умира, се мачи во таа тешка крајна мака, го спознава крстот, го спознава Евангелието. А сега што тој разбра? Прво, ја разбрал својата грешност и својата изгубеност. И вели, ние сме праведно судени и го добивме заслуженото. Така вели разбойник. Значи, ја сватил Божијата светост, праведност и вистинитост и својата грешност за разлика од Исус. Значи, го заслуживме мачењето, вели. Ние заслужено се измачуваме, заслужено умираме овде. И сега денеска има некои што велат дека денеска никој не заслужува да се мачи. Малку смешно. Тоа се човечки мисли. Тоа се џаволски мисли. Некој се мачи, да. Кога некој се мачи, ние помагаме, дури јас помагам. Но дали помагаме во она што Бог сгрешил, да не се мачи некој?
Тоа може некој така да го гледа. Се тоа зависи како гледаме и под чие влијание сме. Кажав, и јас помагам, но само заради Христос. Но треба и да се запрашаме кој е темелот, од каде доаѓа, на што се гради, дали на карпа, дали на камен. Или на песок. Се што е на песок, се што не е на Христос изградено, ќе се сруши и во мојот, и во твојот живот. Без разлика, дали помагаме, дали градиме, што и да правиме. Разбойникот сватил, па оправдано се мачи, заслужено. И самиот го вели тоа. Ние заслуживме. А зошто јас, зошто ти да не се мачиш? Колку е длабоко тоа? Дали ние не сме заслужили? Тој го разбра тоа и тоа го гледа. Го гледа и Христос, а вели Христос не направил никакво зло. И сваќа дека Христос е невин. И тука ја сваќа и љубовта. Сваќа дека Исус е цар. И му вели, спомни си на мене кога ќе дојдеш во твоето царство. Значи го признава за цар. Го признава и за спасител. Лука 23 глава во може да прочитате. Значи тоа е вистинското царство, тоа е она вечно царство. Сваќа дека Исус е свет, праведен и вистинит. А тој, разбойникот, има проблем со гревот и бара милост од Исус. Спомни си на мене. Не му вели, ама јас заслужив сова, зошто? Него, јас заслужено се мачам, умирам, а ти спомни си на мене. Смилувај се на мене. Значи Исус е цар. Што напишав? Тоа е вистина во човековиот сарказам. Следното пророштво е исполнето под крстот. Видете, облеката и туниката, тоест наметката, овде пишува долната облека. 23-24 стих. А војниците откако го распна Исуса, ги зедоа неговите облеки и ги разделија на 4 дела. По еден дел на секој војник и долната облека. А долната облека не беше шиена, туку целата искаена од озгора додолу. Си рекоа меѓу себе, да не ја кинеме, туку да фрлиме жребка за неа, кому ќе му падне, за да се исполни писмото. Ги разделија меѓу себе моите облеки и фрлија жребка за мојата облека. Така направија војниците. Ајде да прочитаме Псалм 22. Ще го прочитаме од првиот стих до 18 стих. Боже мој, зошто ме остави? Далеку си од моето спасение, од зборовите на моето овкање. Боже мој, викам дење, но не одговараш. И ноќе, но нема мир. Но ти си свет, надеж Израелева. Нашите татковци се надеваа на тебе. Се надеваа и ти ги избави. Кон тебе викаа и се спасуваа. На тебе се надеваа и не се засрамија. А јас сум црв, а не човек. Срам за луѓето и презрен од народот. Сите што ме гледаат ми се подсмеваат, ги растргат устните, мафтаат со главата и велат. Тој се надева на Господа, нека го избави, нека го спаси ако го милува. Но ти ме извади од утробата, ти ме смири врз мајчините гради. Тебе сум ти оставен од моето рајгање, од мајчиното крило, ти си мој Бог. Не се оддалечувај од мене, зашто е близу невољата, а нема никој да ми помогне. Ме опколија многобројни јунци, васански бикови, ме обкружија. Своите усти ги отворија на мене како лав што го раскинува пленот и рика. Се разлеав како вода, ми се разглобија сите коски, моето срце стана како восок, се растопи во мене. Мојата сила се исуши како црепна и мојот јазик се залепи до непцето. Ти ме фрли во смртниот прав. Кучињата ме опколија, лукав народ ме обкружи. Ги прободија моите раци и моите нозе. Можам да ги пребројам сите своји коски, а тие ме гледаат и ме презираат. Ги поделија моите облеки меѓу себе и жребка фрлаа за мојата облека. Дали ова не е јасно? За кого станува збор?
2 и 2 се 4. Не може да биде нешто како ние се чувствуваме и како ние мислиме. И уште еден детал има овдека, не само што фрлија жрепка, војниците, значи ја поделија на 4 дела облеката, но туниката на метката не е поделиле, бидејќи била ткаена од еден дел и не била шиена и не можела да се подели, вели за да не ја кинат, фрлија жрепка. Од книгата Излез дознаваме дека само на метката на еден била не шиена и во еден дел. А тоа била на метката на големиот свештеник, на првосвештеникот. Тоа станува збор за Арон. Меѓутоа Исус е големиот свештеник. Војниците воопшто поима немале за што станува збор и што прават тие. Нив им било важно да ја подела облеката. Тие ништо не знаат, но преку нив се истакнува неверојатна Божја сила и слава. Она што е пророкувано, тоа се исполнува. Значи Исус е големиот свештеник, тоест првосвештеник. Ајде да прочитаме во Излез како требало да биде облеката. 28 глава од 31 и 32 стих. На метката за наплејкникот направија сета од љубичесто предено. Отворот за главата на неа нека биде во средина. Работ околу отворот нека биде опточен како околу вратникот на оклопот. Така за да не се скине на метката. Значи кажав, ова се однесува за наметкат на Арон, но Исус е поголем од Арон. Исус е првосвештеник. Голем свештеник. Ова е само еден мал детал, но гледате, Бог се занимава со детали. И ке се занимава, и тоа како? Ама не, ова е некој мал греф, ова е небитно, ова, па не е битно сега што направи. Бог се занимава со сите детали. Буквално со се. Во 28 стих од нашиот текст пронаоѓаме друго пророштво, исполнето на крстот, каде вели жеден сум. Мене ме чуди како и ова не го слушнаја тогашните еврејски водачи, еврејскиот народ. Ова е детал од Псалм 69. Еве сега ќе прочитаме Псалм 69, 20 и 21 стих. Навредувањето ми го скрши срцето и се истошти. Чекав некој да се сожали над мене, ама немаше никој. И некој да ме утеши, ама не го најдов. Во јадењето ми замеша жолчка, во мојата жет ме напоја со киселина. Значи, кога му беше најтешко, што му даде човекот на Исус? Киселина. Му даде киселина. Кога рече жеден сум. Тоа е човекот. Такво е нашето срце. Еве шо вели 29 стих. Таму имаше сад, полн со оцет, тоа закачија на трска сунгер, наквасен во оцетот и му поднесоа до неговата уста. Тоа е човекот. Кога му е најтешко на некој, да го поттурни, да го исмеи, наместо да му помогне. Тоа е во срцето на човек. Истото и со Исус го направија. Потоа друго пророштво се наоѓа во 36 стих, уште еден детал. Имено се ова се случи за да се исполни писмото. Неговата коска нема да се скрши. Неговата коска нема да се скрши. Значи, ова е уште едно старозаветно пророштво. Но ајде да го прочитаме овој текст од 31 до 36 стих. Заради контекст. Бидејќи беше ден на подготовка, јудејците, за да не останат телата на крстот во сабота, зашто таа сабота беше голем ден, го замолија Пилата да им ги скрши колената и да ги симнат. Еве зошто ги кршеле. Затоа војниците дојдоа и им ги скршија нозет на првиот и на вториот, кои беа распнати со него. И кога дојдоа до Исуса и видоа дека е веќе умрен,
не му ги скршија нозете. Туку еден од војниците го прободе со копје меѓу ребрата и веднаш потече крв и вода. И очевидецот посведочи, и неговото сведоштво е веродостојно, а тој знае дека зборува вистина, за да верувате и вие. Имено се ова се случи за да се исполни писмото. Неговата коска нема да се скрши. Значи повторно исполнето пророштво. Придавањето на упатствата за славење на првата Пасха, спомнате овој детал во Излез 12:46 стих, каде Бог им кажува како да ја јадат, како да го јадат жртвованото јагне, но да не кршат ни една коска. И ова мора да го разберат, дека ни една коска нема да му се крши. И сега и да сумираме. Изгледот, нема отпор, местото, времето и начинот на смртта, надписот, облеката и наметката, жетта, нема скршена коска. Значи ова се исполнети пророштва. И пред последниот детал, уште еден да не испуштиме. Гроб помеѓу богаташи. Потоа Јосиф од Ариматеја, кој беше Исусов ученик, но таен заради стравото од јудејците, го замоли Пилата да го земе Исусовото тело и Пилат му дозволи. Така дојде и го зеде неговото тело. А дојде и Никодим, кој за прв пат му дојде ноќе и донесе околу 100 литри смеса од смирни јалови. Го зедоа Исусовото тело и го завиткаа според јудејскиот погребен обичај, во ленено платно со мириси. А на местото каде беше распнат имаше градина и во градината нов гроб, во кој уште никој не беше положен. Таму го положија Исуса поради јудејското подготвување, зашто гробот беше близу. Значи ова е исполнето пророштво. Се не знаеме колку Јосиф од Ариматеја, значи тој бил таен ученик, но и тој бил член на Синедрионот, значи богат човек, и Никодим бил исто богат и угледен, оној кој во 3 глава читавме и дојде кај Исуса ноќе. Не знам колку тие биле свесни дека исполнуваат едно пророштво. Пророштво запишано пред повеќе од 700 години од пророкот Исаија. Значи Исаија 53:9. Еве што ни кажува тоа пророштво. Му го одредија погребанието меѓу злочинците, значи меѓу злочинци го распнаја, а неговиот гроб беше при богатите. Иако не направи неправда, ниту пак устата му изусти лага. Значи овој гроб е гроб од Јосиф од Ариматеја, нов гроб, сигурно гробница за неговото семејство, но во незе го положуваат Исус. И за крај, последното исполнето пророштво, тоест од нашиот текст, пророштво кој треба да се исполни, намерно го остави за крај, а можеше да биде и главна тема денеска, ама него го оставив на крај. 37 стих што ни вели во нашиот текст. Доста интересен стих. А на друго место писмото вели: ке гледаат на оној кого го прободеа. Значи, тоа е запишано. Еве го прочитавме. И така и ќе биде, да знаете. И се оди кон тоа. Идните случувања, тоа се теми што од секојаш го интересирале човекот и сите народи. А како што кажавме, посебно израелците се занимавале со тоа, со пророштво за иднината. Секој старозаветен пророк, покрај што го објавил Божиот збор, тој навестувал за идните случувања, тој пророкува и тоа се остварувало. Ако тоа се исполни, тогаш тоа било Божи збор, значи тој бил Божи пророк. Ако не, што правеле? Морале да го каменуваат, да го убијат. И по тоа ги препознавале вистинските пророци.
А сега што имаме ние? Стално некој нешто пророкува, сеќам таму 90-тите години, па ќе биде крај на светот, па не знам, Исус ќе дојде за 2000-та година, па ова, па она. Ама уште ништо. Значи, тоа е сериозно, не треба да се играме со тоа. Исус ќе дојде, а кога тој ќе дојде, никој не знае. Израел го чекал, и тоа е тоа. И уште го чека. Навистина, остатокот уште го чека Месијата. Во Светото писмо постојат историски исполнети пророштва. Што значи тоа? Тоа може историски да се докаже. Значи, тие пророштва може да се докажат историски дека Бог нешто рекол и во историјата зад нас тоа и се случило. Значи, тоа се историски исполнети пророштва. И тоа се докажува. Постојат месијански исполнети пророштва. Тоа се пророштва поврзани со првото Христово доаѓање. Рековме 330 ги има и тоа е докажано. Како и што видовме од овој наш текст. Во 19 глава видовме 11 пророштва. Предвидените исполнети пророштва се доказ за надприродноста на Светото писмо. А сатаната секогаш ќе прашува. А Бог ви рече, Бог ви забрани, Бог ви даде, Бог ви дозволи, Бог ви рече. Да, тоа ќе го има. А исполнетите пророштва се доказ дека Бог рекол. И сега, видете, покрај исполнетите пророштва за првото Христово доаѓање, постојат и пророштва за неговото второ доаѓање. И ова е доста големо предупредување. При првото доаѓање, голем дел од израелците ништо не разбраа. Дојде при своите, а не го примија. А читаја. Постојано во синагогите се читаше Исаија, псалми, другите пророци. Значи, постојано се читало, секојдневно во синагогата. Ама, Исус не го разбраа. А Исус не се разбира со умот, туку со срцето. Со срцето. Луѓето сакаат одговори од Бог, ама не знам дали се спремни да ги слушнат. Не го сакаат Бог. Сакаат одговор, ама не го сакаат Бог. Колку го има ова денес? Господе, Господе велат, ама не разбираат. Не разбираат со срцето. Според Светото писмо, војни ќе има се повеќе. И да не се чудиме, веќе ги има. Царства ќе се дигнат против царства. Пред второто Христово доаѓање, главната битка нема да биде за Киев, па ниту за Вашингтон, Париз, Берлин, туку за градот на големиот цар, а тоа е Ерусалим. Таму ќе биде главната битка. И веќе полека се подготвува и оди на тоа. Ерусалим е на сцена од 1948 година. И не случајно и во тој период се откриени кумранските списи, кумранските свитоци, кои докажуваат дека Божиото Слово не се променило, туку се исполнило. И се исполнува. И за крај ќе прочитаме од пророкот Захарија, 12 глава. Тоа е пророштво дека после најголемата битка воопшто, значи после Армагедон, ќе го видат. Тој ќе се врати од Маслиновата гора и ќе го гледаат оној кога го прободеа. Тоа ќе се случи и се оди кон тоа. Да прочитаме Захарија, 12 глава, од 1 до 10 стих. Пророштво, Господова беседа за Израел. Зборува Господ, кој ги обтегна небесата, ја основа земјата и му создаде дух на човекот во него. Еве ќе го направам Ерусалим опојна чаша за сите народи наоколу, за време на обсадата на Јуда и Ерусалим. Во оној ден
ќе го направам Ерусалим тежок камен за сите народи. Сите кои ќе го дигнат, ќе се ранат тешко, а ќе се соберат против него сите народи на земјата. Во оној ден, говори Господ, ќе ги поразам сите којни со страв, а нивните јавачи со безумност. Но над јудиниот дом ќе ги отворам очите, а со слепило ќе ги поразам сите којни и народите. Тогаш јудините кнезови ќе речат во срцето: силата на Ерусалим е во Господа над војските, нивниот Бог. Во оној ден ќе направам јудините кнезови да бидат како жар жарена на дрва, како запалена гламна сред снопови, и ќе ги голта од десно и од лево сите народи наоколу. А Ерусалим ќе стои и натаму на своето место. Господ ќе ги спаси најнапред јудините шатори, за да не се издигнат над Јуда гордоста на Давидовиот дом и гордоста на ерусалимците. Во оној ден Господ ќе ги закрили ерусалимците. Најслабиот меѓу нив ќе биде во оној ден како Давид, а Давидовиот дом ќе биде како Бог, како Господов ангел пред нив. Во оној ден ќе барам да ги уништам сите народи кои го нападна Ерусалим, а врз Давидовиот дом и врз Ерусалим ќе излеам милостив и молитвен дух и ќе гледаат на оној кого го прободеа. Значи гледаме што ни кажува. Каква контраст. Едните вели: ќе ги уништам. Во оној ден ќе барам да ги уништам. А врз другите милост. Каква контраст. Брајки и сестри, 2/3 од пророштвата се исполнети, значи точно како што се пророкувани. И тоа е сигурна гаранција дека и 1/3 што е останата ќе се исполни точно онака како што е пророкувано. Прашањето не е дали Исус ќе дојде. Исус сигурно доаѓа. Прашањето е кога. Новиот завет вели наскоро. Зошто нагласувам наскоро? И ние зошто нагласуваме наскоро? Поочигледно е обновувањето на Римското царство, Европската унија. Сведочиме на Лаудикија во денешната црква. Тоест, дека црквата е млака, има многу компромис, многу толеранција, но и ова е охрабрување. Лаудикија е охрабрување. Иако црквата е за жалење што е така, но сепак охрабрување, бидејќи се ближи Исусовото доаѓање. Природни катастрофи. Тоа е почеток. Ги имаме. Пандемии, војни. Значи, сцената полека се поставува. Исус доаѓа наскоро. И за сам крај морам да прашам. Се прашувам и себе си, но и вас. Дали си спремен? Сцената се подготвува. Дали го разбираш крстот? Дека Исус е праведен, свет и вистинит? Дали ја разбираш твојата грешност? И дали си ја доживеал љубовта на крстот? Амин. Да се молиме. Татко Небесен, премилостив Господе, Ти благодариме за Твојата милост, за Твојата љубов, за тоа што ја покажа на крстот кога даде својот еднороден син, каде се пролеа неговата крв за нашите гребови, не по наша заслуга, туку само по Твоја милост, Господе. Ти благодариме што тука можеме да ја спознаеме и нашата грешност и да дојдеме до едно меко, покајничко срце. И затоа се каеме, Господе, за сите наши гребови. И понатаму молиме за Твоја милост, милоста која од ден во ден
Ти ни ја искажуваш. Те молиме, Господе, за Твое водство и понатаму во нашиот живот. Ти благослови не, благослови го секој еден од нас. И во оваа наредна недела која ни престои, излевај ги Твоите благослови врз нас. Се молиме за овој народ овдека, во овој град, во Македонија, Господе, во целата држава. Заедно обрајкај не, Господе. Ти смилувај се над овој народ, кој живее во незнаење. Ти, Господе, те молам, издигни помеѓу нас повеќе учители, повеќе работници, зашто жетвата е голема. Се молам, Господе, и за властите, еве, во овој предизборен период кој предстои. Ти, Господе, дава еден добар избор, дај сето тоа да помине во мир. Знаеме какви се лукавства има, какви се лукави игри има во тие предизборни периоди, но сепак ние се оставаме на Тебе, по Твоја волја, и онака како што Ти си испланирал, Господе. Твојот план оди понатаму, а ние верно се надеваме и Те очекуваме. Дојди, Господе. Во името на Исуса Христа се молам. Амин.